дојдовте в моето ново видео. Денес ќе снимаме со добро познатиот битолченец од Смер Хумбата. Па да почнеме. Што ќе снимаме? Прашањата одма. Ајде да почнеме. Ајде. Прво прашање, зошто престанавте да снимате покај што бевте популарни и не достигавте на гледачите? Зашто престанавме да снимаме? Последната сезона ја снимивме, значи, пред 2 години. Точно пред 2 години застанавме со продукција, тоа е со производство на скечови. Тоа што сега нови скечови излегват и ги гледат на каналот, значи се од сезоната пред 2 години што заврши, што не се се уште ете објавени на YouTube, али поминале на телевизија. Значи последната соработка ни беше со 24 Вести телевизија и претходно имавме соработка со Алфа телевизија, на кој ги дававме скечовите и после тоа застанавме затоа што ете сметаме дека многу време помина, веќе не е толку во мода тоа што го работиме, затоа што се смена многу работи, нели излезе TikTok и такви ствари. Сега други работи се популарни. Добро и нормално е да направиме пауза и да застанеме, дури да смислиме нешто ново, нешто поинтересно. Сега гледав пред некој време, пред месец извадавте видео. Да, има уште неколку, ги вадам од прилика, мака за празници, малку колку да освежиме, да не заборави публиката, али ново нешто после серијата немаме снимено. Последна ни беше серијата што одеше на 24 Вести, Непријател, и со тој проект застанав. Добро. Одиме со второ прашање. Некако почнавте да ви фалат членови, кои прв член ви се исклучи и зошто? Да. Па на почеток кога почнав јас, значи почнав на 17 години, тоа беше точно 15 години од денес. Бевме многу поќе луѓе, али нормално е секој да се вработи, се мажија, се женија, родија деца, чуват дечиња мали дома со полна екипа, да се татковци, мајки. Нормално треба да му посветат поќе време на фамилијата. Ова што ние го работиме, да речем, сите сме аматери, на еден начин никој немаме дипломирано актерство, освен Саше, што е професионален глумец, и нормално сите сви бараја да работат нешто според професијата. Ова ни беше поќе како хоби. Гледав и Маријанчо во друга емисија. Да. Маријанчо, една или две сезони продолжи во друга емисија. Мислам сега дека и тој е стопиран, него работи тоа веќе. Ама никогаш не се знаеш. Може по некое време екипата пак да се собере, ако имаме доволно добар проект, што мислиме дека ќе биде интересен и излеземе со нешто ново. Така, одиме на трето прашање. Кај имате најдалеко настапување, кое место ви остави најголем впечаток? Најдалеко во километри. Најдалеко во километри Австралија. Таму бевме прв пат на турнеја во 2011 година. Со Анетата не беше? И после имавме уште две. Не, филмот ни беше со Анета, али турнеите ни беа сами. 3 турнеи досега сме имале, па мислам дека тоа е најдалечното место кај што сме биле досега, пошто сите летови со авионите беа околу 27-28 сати. А инаку имаме настапувани Канада и Америка исто, и да речам преку океански. Другите настапувања не биле тука во Европа. Одиме четврто прашање. По што ќе памтите 2021 година? По короната најмногу. Па не беше некоја година за памтење, не мислам, секоја година нормално се носи убави и неубави ствари, сите имаме позитивни и негативни, али како година би рекол би ја памтел по тоа што одвај чекавме да помине сите, пошто нели сите бевме затворени и имавме проблеми со короната, така да сите чекаме да бидеме пак слободни. Мислам дека би ја памтел по тоа. Добро, одиме на петто прашање. Што планирате понатаму да се занимавате и кои ви се плановите во 2022 година? Со ова прашање ме погоди вака. Јас сум човек што не може да застане во едно место, што не може да работи само една работа, така да немам некој план што би продолжил во иднина да работам. Претходно работев како едукатор, ете имав курс за јутубери, за луѓе што се занимаваат со YouTube ко тебе. После тоа работев други работи, па после тоа бев кувар, работев кувар, готвев во кујна 3 години. Сега моментално работам за странска компанија што собира податоци, датабаза, тоа се вика по ново data entry за доктори од Америка и од светот. Али на тоа гледам дека е како
дека ќе помине, не го гледам како за стална работа, дури не најдам нешто поинтересно, значи, а во 2022 очекувам многу, пошто осеќам дека ќе биде многу убава година општо на светско ниво за сите, малце ќе биде онака и олеснување после се што ни се деси и очекувам многу промени, ќе биде година на промени. Добро, одиме, шесто прашање, вашата најлуда случка во вашето снимање. Во снимањето, сега не можам да се сетам, снимале многу луди случаи од типот на сред снимање да излезат луѓе да не бркат, да не снимаме пред нивната куќа или да викат полиција. Исто така снимале некогаш непланирани или неочекувани работи да некој се појави во кадар и ние да продолжиме да глумиме и да си биде во скечот, онака скрос рандом човек. Посебно кога ги снимавме, не знам, филмоите со Анета и со Молика и Умри машки, снимавме многу интересни работи, кај што, пример, снимавме на 50 степени, откажа звучна миксета, камера, се стопи апаратот, значи цела опрема откажа. И ние продолживме, снимавме, вечерта сите бевме изгорени, мислам дека тој се гледа во една од сцените во филмот, кај што сите сме жаро, онака црвени, изгорени од сонцето. Ама тоа е интересно што кога го работиш, што кога си на снимање, значи едноставно не гледаш ништо околу тебе, не осеќаш ништо, си влегваш во еден твој свет, си го играш карактерот, ликот што ти е даени. Ништо не може да те спречи, онака да те застане. Посебно во театар, пошто нели снимањето знаат да прицнат стопи да се повтори сетото, ама некогаш искрено работите што ќе се десат напрво неочекувано, може да бидат многу појаки за публиката, како на пример со фичото што го возе во филмот со Анет и со Молика. Оградата, значи, не намерно е турнав, не знаев да возам и плюс не беше окей баш колата, не чинеше воланот и ја турнав оградата. После преснимивме наново да биде како што треба, или никој што не влезе во филмот, влезе тој дел кај што турнав оградата, пошто мислевме дека ќе запали појќе кај публиката, да. Одиме седмо и последно прашање, кој ви го даде името Солза и смеја? Името Солза и смеја, значи Солза и смеја е оформена 1996 година од страна на нашиот колега Саше, Александар Димитровски и Дејан Пројковски, кој моментално е многу познат режисер, работи в Скопје во Народен театар. И други членови што ете сега појќето од нив се веќе 40 години, кој од нив е доктор, друг се професионални актери во театарот и сето тоа се собраа како основци во 8 оделение, некој од нив беа и средношколци прва година, и го оформија театарот Солза и смеја. Името потекнува од познатиот театар Солза и смеја во Софија, во Бугарија, значи Бугарија има театар што е само за комедија и се вика Солза и смеја. И дечки вете, му беше интересно името и го зедоа од таму. Значи Солза и смеја крстена по театарот Солза и смеја во Бугарија. Фала што ми ја прифати помината. Фала што ме викнавте. Толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакате што вакви да не заборавате да оставите лайк и subscribe. Се гледаме во наредното видео.